Почитувани сограѓани, денеска на седница на Советот на општина Прилеп ќе разговараме за безбедносната состојба во градот. Поканет и командирот на полициската станица Прилеп да образложи каква е безбедносната состојба во градот, која според информациите што се пласираат во јавноста е страшно лоша. Точката е последна на дневниот ред на седницата, но по барање на советничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата и по мое лично инсистирање ќе предложам пред советниците точката да ја поставиме како прва. Командирот на полициската станица се надевам дека ќе присуствува на седницата, на која уредно е поканет и ќе ни даде целосна слика за безбедноста во градот. Општина Прилеп само последниве 10 дена е застапена во црната хроника со постојани тепачки, физички напади на лица, криминални дејствија кои не се за занемарување. Само минатата недела бевме информирани дека е пронајдена марихуана во вредност од 300.000 евра. Минатиот викенд масовна тепачка на млади луѓе пред еден од прилепските локали ги преплави насловите на порталите, а секојдневно полицискиот билтен е исполнет со тепачки и вербални навреди на граѓаните на Прилеп. Станува ли Прилеп град на насилници, град каде нашите деца, пријатели, соседи се небезбедни? Овие се само неколку случувања наговестуваат дека ситуацијата не е розова. Дали полицијата, која треба да се грижи за безбедноста во градот, е слепа и глува? Почитувани, безбедноста на граѓаните е на прво место. Безбедност на улица, во училиште, во градинка, во јавни институции. Насилството излезе од контрола, а граѓаните на Прилеп се чувствуваат се помалку безбедни. Нема да говорам со бројки, тоа ќе му го оставиме на полицискиот командир да ни образложи на денесната седница што тоа се случува во Прилеп. Во спротивно, како советничка група на ВМРО ДПМН и коалицијата и јас, како председател на Советот при општина Прилеп, заедно со граначалникот, ќе бараме одговорност и итно сменување на командирот на полициската станица, но и преземање одговорност од страна на Министерството за внатрешни работи и централната власт за ваквата состојба во Прилеп.